сякаш не може да биде на осудени, но судейки ме Господ не накажа, за да не бидеме осудени заедно со светот. Им рече Господ на своите ученици: знаете дека подвладена ќе биде Пасха и Синот човечки ќе биде предаден на разбиување. Тогаш првосвещениците и книжниците и старешините народни се собраа во дворот на првосвещеникот по име Кајафа и се советуваа како да го фатат Исус на измама и да го убијат, но рекоа: само не на празникот, за да не стане бунт во народот. А кога беше Исус во Витанија, во куќата на Симон Лепрозник, се приближи до него една жена која носеше шиш со скапоцено миро и го изли врз главата негово кога он седеше на трпезата. Штом го видоа тоа, учениците негови се расрдија и рекоа: какво е тоа растурање? Оти тоа миро можеше да се продаде многу скапо и парите да се разделат на сиромаси. Но Исус, разбирајќи го тоа, им рече: зошто ја буните жената? Таа направи добро дело за мене. Оти сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Таа, изливајќи го тоа миро врз телото моје, ме подготви за погребение. Вистина ја велам, каде и да биде проповедано ова Евангелие, по цел свет ќе се прикажува за нејзин спомен. А во првиот ден на празникот Бесквасници пристапија кон Исус учениците и му рекоа: каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха? Он рече: одете в град при тој човек и кажете му: учителот вели, времето ми принаближи, при тебе ќе ја направам Пасхата со своите ученици. Учениците направија како што им заповеда Исус и ја приготвија Пасхата. А штом се стемни, он седна на трпезата со 12. Исус, знаејќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и при Бога оди, стана од вечерата, ја соблече горната облека и кога зеде крпа се препаша. Потоа истори вода во мијалникот и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпа со која што беше препашен. Дојде и при Симон Петар, а тој му рече: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори и му рече: што правам јас сега ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече: никогаш ти нема да ми ги измиеш нозете мои. Исус му одговори: ако не те измијам, нема да имаш дел со мене. Симон Петар му рече: Господи, не само моите нозе, туку и рацете и глава. Исус му рече: на измиениот треба само нозете да му се измијат, а ти е целиот чист. И вие сте чисти, но не сите. Бидејќи он знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече: не сите сте чисти. Ако им ги изми нозете, ја облече облеката своја и пак седна на трпезата, па им рече: знаете ли што ви направив? Вие ме викате учител и Господ и добро велите, бидејќи тоа сум. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тоаш и вие сте должни еден со друг да си ги миете нозете. Зашто ви дадов пример да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот Господа, ниту пратеник поголем од оној што го испрати. Кога го знаете ова, блажени сте ако го исполнувате. И кога јадеа им рече: вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде. Тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува: да не сум јас, Господи? А он им одговори и рече: оној што ќе стави рака со мене во чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки доаѓа како што е напишано за него. Но тешко му на оној човек преку кого Синот човечки ќе се предаде, добро ќе беше за тој човек ако не беше се родил. А Јуда кој што го предаде одговори и рече: да не сум јас, раби? Му одговори: ти рече. И кога јаде, Исус зеде леб, го благослови и рече: земете, јадете, ова е моето тело. И откако ја зеде чашата за благодари, им даде и рече: пијте од неја сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина за простување на гревовите. И ви велам од сега, нема да пијам од овој лозов плод се до оној ден кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. И откако
Како испеа благодарствена песна, се скачаа на маслиновата гора. Тогаш им рече Исус: сите вие ќе се соблазните заради мене во оваа ноќ, зашто е напишано: ќе го поразнам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. А по воскресението свое ќе одидам во Галилеја порано од вас. Тогаш Петар му одговори и рече: дури и сите да се соблазнат заради тебе, јас никогаш нема се соблазнам. Исус му рече: вистина ти велам дека оваа ноќ, уште пред да пропее петел, 3 пати ќе се одречеш од мене. Петар му рече: ако затреба дури да умрам со тебе, нема да се откажам од тебе. Истото го рекоа и сите ученици. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гециманија и им рече на учениците: поседете тука додека отидам онаму да се помолам. И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се нажали и почна да тагнат. Тогаш им рече Исус: смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене. И откако се пооддалече малку падна ничком, се молеше и говореше: Отче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но некако јас ще сакам како ти. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше, и бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се молеше. А потоа потта му беше како капки крв што паѓаа на земјата. Штом стана од молитвата, дојде при учениците и ги затече како спијат и му рече на Петар: толку ли не можете еден час да бидете будни со мене? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Повторно пак отиде и се помоли, говорејќи: Отче мој, ако не може да одмине од мене оваа чаша, без да ја испијам, тогаш нека биде волјата Твоја. И кога дојде пак ги најде да спијат, и очите им беа натежнали, и откако ги остави, отиде и се помоли по трет пат, изговарајќи истите зборови. Ете наближи оној што ме предава и додека он уште говореше, ете Јуда, еден од 12 дојде и со него многу луѓе со ножеви и колови од страна на првосвештениците и старешините народа. А оној што го предаваше им беше дал знак, велејќи: кого што ќе го целивам, оно патете го. И веднаш се приближи до Исус и му рече: радувај се, Рави, и го целива. А Исус му рече: пријателе, зошто си дошол? Тогаш пристапија, ставија раце на Исус и го фатија. И ете еден од оние кои беа со Исус, откако посегна со раката, го извади својот нож, па штом го удри слугата на првосвештеникот, му го отсече убот. Тогаш Исус му рече: брати го ножот на местото негово, бидејќи сите што се фаќаат за ножот, нож ќе загинат. Или мислиш ли дека не можам да го помолам сега својот Отец и он ќе ми испрати повеќе од 12 легиони ангели? Но како ќе се исполнат писмата ако ова не биде? Тогаш Исус му рече на народот: како на разбойник сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите. Секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот, и не ме фатите. Но сето ова беше за да се исполнат пророчките книги. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. А војниците што го фатија Исус го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Петар пак одеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот и откако влезе внатре, седна со слугите за да го види крајот. А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус за да го убијат и не наоѓаа. Иако пристапија многу лажни сведоци, не најдоа. Најпосле дојдоа двајца лажни сведоци и рекоа: овој кажа: можам да го урнам Божиот храм и за 3 дни да го созидам. И откако стана првосвештеникот, му рече: ништо ли не одговараш што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше. А првосвештеникот му рече: те заколнувам во живиот Бог да ми кажеш, ти ли си Христос, Синот Божи? Исус му одговори: ти рече. Но ви велам, од сега ќе го видите Синот човечки како седи одесно на силата и како доаѓа по небеските облаци. Тогаш првосвештеникот ги раскина лиштата свој и рече: овој хули на Бога, каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете сега го чувте неговото хулење, како ви се чини? А тие одговорија и рекоа: заслужува смрт. Тогаш го плукаа в лице и го удираа по образи, а други го биеја и говореа: проречи ни Христе, кој те удри? А Петар седеше надвор во дворот. И се приближи до него една слугинка и рече: и ти беше со Исус Галилеец. Но тој се одрече пред сите, велејќи: не знам што говориш. А кога одеше кон вратата, го виде друга и рече на оние што беа таму: и овој беше со Исус Назареец. И тој повторно се одрече со клетва: не го познавам човекот. Малку потоа се приближија оние што стоеа таму и му рекоа на Петар: навистина и ти си од нив, зашто и говорот твој те издава. Тогаш тој почна да се колни и се заколна: не го познавам човекот. И веднаш запеа петел и се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече:
Уште пред да пробие Петел 3 пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и плачеше горко. А кога се разнели сите првосвещеници и старешини народни, направија совет против Исус за да го убијат. И откако го врзаа, го одведоа и предадоа на